Веднаш се јавува доста луѓе. Пратенички докаде се со законот за новиот универзитет? До 16-тиот амандман. До 16-тиот. Да. Еден повлекла амандман и работиме. Знаете како кога Зашто толку отпор? Навистина малку несватливо, уште со самото тоа што 1000 амандмани се поднесоа. Што е аргументот? Зашто Аргументот е дека ќе биде контра универзитетот, правниот факултет. Не е идејата да биде контра. Значи правниот, еве ќе ви кажам што беше замислата на владата. Во делот на правниот факултет, замислата е да се формира правен факултет кој што нема да абсорбира многу студенти, веројатно 50-60 тука некаде годишно, што е далеко од она што правниот во Скопје, но ќе се ангажираат професори од други држави, од Америка, од Западна Европа, кои што имаат многу објавено трудови во списанија со импакт фактор. Значи, луѓе што се врвни научници во областа на правото. И на некој начин тој нов факултет треба да даде стимул и за другите факултети во Македонија како да додат во тој правец. Значи да имаме ситуација каде што ќе имаме поголем квалитет. И не може да биде ни квантитативно. Квантитативно не може да биде конкуренција. Овде се запишуваат по 800-900 колку годишно, овде ќе има по 50, значи нема причина за страф. А ќе има многу висок квалитет. Така ќе биде и на медицинскиот. Новиот медицински факултет ќе има и наши професори, но помалку. Поголемиот дел ќе бидат врвни професори од најсилните универзитети кои што ќе дојдат на еден период, месец-два, ќе одржат предавања и потоа онлайн ќе ги вршат испитите. Така. И тоа е начин на кој што се предава и се оценува на врвни универзитети во светот во моментот. Така. Значи по други стандарди. И идејата е за 10 години тие факултети да произведат многу по-квалитетен кадар од тоа што го се произведува сега во Македонија. Ја не велам дека нашите се лоши професори, но сепак по светот има држави кои што се многу понапредни. И секогаш може да се научи нешто повеќе. Во еден 10 годишен период со такви професори да израснат кадри кои што ќе може да станат конкурентни на светскиот пазар. За било што, дали е за право, дали е за медицина, во иднина може би економија, може би архитектура и други области. Да, така што тоа е идејата, не е идејата да се презема сите студенти од еден правен на друг правен. Самиот факт што по 50 луѓе ќе се запишуваат во една година, укажува дека правниот факултет во Скопје може да биде мирен од тој аспект, од број на студенти, но од аспект на врвни професори во својата област, и на медицинскиот, и на правниот, ќе има еден сосема нов квалитет. И тие професори и асистенти исто така, не само професори, ќе се донесат и нови асистенти, а ќе се примаат паралелно и најдобрите наши. Значи најквалитетните од Македонија постепено ќе влегуваат. И најквалитетните студенти, но и најквалитетните за асистенти што се. Така што за 10 години, работејќи заедно со овие врвни професори што ќе дојдат од Америка, од Западна Европа и така натаму, ќе се произведе многу повисок квалитетен кадар. И тоа е идејата. Не треба да се плашат професорите дека ќе останат без студенти. Малку е чудно, токму вчера, тоа дискутиравме на вчерашната комисија, некако сметаат, значи од опозицијата можам да кажам, сметаат дека мора исклучиво професорите тука што се на правниот постоечки да предаваат и дека некако провејуваше дека не може да излегуваат надвор, ние си имаме кадар и добро е тука да си останеме. Па се обидувавме навистина во дискусијата да објасниме дека има визитинг професори, дека и нашите професори, и ова сега што го кажувавте пред малку, професори од цел свет, од врвните универзитети, тоа и треба да го правиме образованието, тоа значи да се прават чекори и чекори напред, да го искористиме она што е најквалитетно, најдоброто за да се изградиме кадар. Во ред искористувањето на нашиот кадар, ама ние мора да размислуваме да го создаваме нашиот кадар што ќе биде уште поквалитетен. Разбирате, ја како што велам, образованието никогаш не застанува. Оној момент кога мислиме дека сме направиле врви, дека е добро, сме постигнале, знаеме дека чекорот исчекорувањето не чека за следниот чекор да го направиме. Ама тоа некако тешко е. Идејата е да има конкуренција, ама по квалитет. Так. Не конкуренција да ги преземе по бројност, ете така, конкуренција по квалитет. Некој ќе рече може би елитен, да, елитен, ама по квалитет, најдобрите, најквалитетните,
оние што имаат најголем капацитет да додат напред и потоа тие да повлечат. И знаете што, кога ќе дојдат такви професори на еден 7, 8, 10 годишен период, сите тие имаат мноштво на научни трудови и се добро вмрежени во сите можни фондации, во сите можни институти и така натаму кои што даваат грантови за научни трудови. Така што ќе ги повлечат и нашите асистенти, нашите професори па и студенти. Да и они навлезат во сите тие во цел тој свет на можности, на можности за добивање грантови за наука, ама наука реална, конкурентна на светско ниво. Истражувачка, конкурентна. Не конкурентна само на нашата земја или на регионот и соседите, туку конкурентна на ниво на Америка, на ниво на Англија, на ниво на Франција, на Германија, Јапонија и така натаму. Значи, тоа е идејата, Секако остануваат субвенциите кои што ги дава владата за научните трудови за нашите научни работници, за професорите, значи апсолутно може да се искористат и се искористуваат. И јас знам дека многу добро се искористуваат овие субвенции за истражување и за изработка на тие научни трудови. Останува само значи да се работи, да се аплицира и што велите со оваа идеја, со овој универзитет, уште поголемо вмрежување, каде што нема навистина да нема никакви проблеми, особено јас повторно тоа го кажувам, генерациите што доаѓаат, ние допрва сега и треба да изградуваме кадри, нови кадри, секогаш треба да се изградуваат, никогаш не треба да се или за медицинскиот, да речеме, што се планира исто на тој универзитет, медицинскиот факултет доктор Христо Татарчев. Таму исто се планира 50 на студенти годишно, врвни професори, лекари од цел свет, затоа што квалитетен професор ќе извади квалитетен студент. Кадар, така. Високо квалитетен професор, високо квалитетен студент. Професори што во цел свет издаваат научни трудови и се на светско ниво конкурентни, ќе ги направат и студентите такви. И за 10 години по 50 студенти ќе имаме 500 студенти кои што се врвни и завршиле со професори кои што предаваат, не знам, на Јейл, на Колумбија, на Кембридж и така натаму. Значи тоа е идејата. 10 години да има такви професори на помал број студенти, бидејќи ако направиме масовен нема да може да постигнат. Не е работата да биде масовен, напротив, да биде концентриран најдобриот квалитет, кој што квалитет треба да ги поттикне и останатите во Македонија да ги следат. Така. И да им помогне, не само да ги поттикне. Тие студенти, тие 500 во 10 години ќе останат во земјата и ќе имаат влијание на сите други. Некој од нив ќе стане професор можеби на тој факултет, некој ќе стане на друг и така натаму. Инаку планот беше во разговорите што ги имавме додека бе во владата да наставна база на медицинскиот факултет биде 8 септември, клиничката болница 8 септември, за се она за што е можно, само за она што не е можно, можеби некои други клиники или институти. Се планира и некои нови институти таму да се направат. Така што има една добра замисла која што би била тие факултети и тој универзитет да конкурира со најдобрите во светот и да за 7-8 години да влезе во листата на рангирање на Шанхајскиот универзитет што ги прави рангирањата, да влезе во некое повисоко место. Сега, например, нашите универзитети не се ни на листата на 2000. Правниот факултет, да речеме, ниту еден професор, колку што сум информиран, нема ниту еден објавен труд во списание со импакт фактор. Во Том Флоритас, да. Ниту еден нема. Значи, и тоа не е неменливо, тоа не се луѓе што не можат да направат. Ако добијат поддршка поголема, а планираме во иднина и поголема поддршка да има сега во програмата што е ВМРО-ДПМН на Екиза за избор, ќе има поголема поддршка за научни трудови, награди ќе има за професорите што ќе им прифатат трудови во такви списанија. Треба некој да повлече. Некако е зачурено се сега. Сите се задоволни ако објават нешто колку да го задоволува законот. Треба да дојде нова енергија, нов квалитет, 10 години да повлече, да извади нови студенти добри, да им помогне на нив, да им помогне на новите асистенти, да пренесе на другите професори и после они може да заминат, а ние да останеме со еден повисок квалитет во земјата. Тоа е идејата. Тоа е претседателеве вака, што би рекле ние на предавањата и со студентите, што велиме и како родители дома, како граѓани. Сите се трудиме, а владата е овој начин да ги подигнеме критериумите, односно што велиме плафонот да го кренеме малку повисоко.
квалитетот во образованието вака се прави. На овој начин ќе го постигнеме она што сите сакаме да го постигнеме. Јас слушав некои дебати дека ќе сме правеле партиски вработувања, професорски партиски кадар, значи јас ве убедувам најголем дел од професорите нема да видат од Македонија во првите 10 години. Ќе видат врвни професори од светот. Ама председател, малку тоа е нивното кажување, велат професори. Значи, професорите не се движат невработени кога е професор. Се знае дека работи во некоја високообразовна, зборуваме за универзитетски професори, високообразовна институција, што значи тој е вработен. Значи, како да ви кажам, малку од повеќе да се каже дека да се вработуваат професори. Ако е професор биран, тој е веќе работи. Се спомнуваат имиња. Конкретно, тоа се луѓе, значи се шпекулира со имиња, тоа се луѓе кои веќе работат, кои се универзитетски професори, а кои тие универзитетски професори, впрочем, и правниот и медицинскиот факултет и сите останат. И јас дури сметам дека тука треба и повеќе факултети да се прошират бројот на факултетите. Сите професори ќе имаат можност на овој начин да го кренат и својот квалитет и да дадат придонес.